Здраво и добре дојде во Wellcast with Јосиф, епизода број 9, поддржани од Феникс домови за стари лица. И денеска гостинка ми е Бојана Стојменовик по Новопетровска, психолог по професија и ја допревме темата за односи, не односи со партнер или со брачен другар, туку во една поширока смисла. Да, и во односот приватен дома, со родители, со роднини, со пријатели, со колеги, со соработници и така натаму. Така да не одговоривме на сите прашања, но сигурен сум дека ќе ти помогнеме да си поставиш многу прашања после овој подкаст и да си помогнеш да ја развиваш и својата лична емоционална интелигенција, да ги подобруваш односите со другите, затоа што ќе се сложиш дека квалитетот на односите со луѓето околу нас го диктира и квалитетот на самиот живот, па и дефинитивно нашето здравје. И ментално и физичко. Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Spotify се местата на кои што може да го следиш овој подкаст и да оставаш коментари, да оставаш прашања и да ни дадеш фидбек. Така да уживај во епизода број 9. Епа Бојана, добре дојде у подкаст, односно Wellcast with Јосиф и ако не се лажам, ова ти е меѓу првите гостувања, нема да го речеме емисија, ама сепак е некое гостување кое што ти се случува после бременоста или не, после пораѓај? Па да. Фала на покана. Стварно, дури вчера го имав првиот лайв на Инстаграм со Нина после породилно. И така, малку ми треба време да се вратам нели во стара шема, така да драго ми е што ме покани, драго ми е што ете можеби така едно по друго се случуваат работите, дури не случајно некаде на слична тема ќе збориме денес, да. Да, убава тема ќе си збориме, али вие со Нина зборувавте за љубов повеќе. Што е повторно, нели, испреплетено со меѓучовечки односи, али денеска јас сакам малку повеќе да позборуваме и за односи помеѓу партнери, ама и односи со остатокот од светот, затоа што односите сепак секој од нас е доволно свесен дека квалитетот на односите кои што го имаш ти го диктира и квалитетот на животот, пошто знаеш, ако живееш во нарушени односи со многу луѓе, тоа те стигнува и создава проблеми. Али ај пред да се нурнеме у темава, чисто Бојана од мој психолог е, нели, најкратката верзија на тоа која е Бојана, али еве да дел од луѓето кои што можеби прв пат ќе те среќаваат или ќе треба да се подсетат, чисто да им се представиш на кратко која си, што правиш, како можеш да им помогнеш на луѓето и кај да те наоѓаат за таа помош. Мене ми е многу интересно што дури луѓе вака кога ќе ме сретнат, например, некаде надвор, знаат да ме кажат вие сте мој психолог и дури ни името не ми го знаат, туку ме препознаваат како мој психолог, а мене не ми била таа идејата, туку мене ми била идејата да ете мојата работа си дадам име некој кој што ќе биде лесно препознатливо. Јас сум инаку Бојана Петровска, психолог, семејни системски советник, практикант на игровна терапија за деца. Она кое што исто така ми е интересно и си го работам не можам да кажам во слободно време, но мене ми е некако како во слободно време, затоа што ми е предизвик да организирам настани кои што се за ментално здравје, кои што се за пошироката публика, не само за стручниот кадар, како што тоа се организирало, нели, можам нескромно да кажам, до пред неколку години кај нас се организираа само за стручните лица. Она кое што јас почнав да го правам е да спонтано почнав да организирам отворени настани за буквално секој кој што сака да дојде да слушне за било која тема од психологијата и она кое што исто така не можам да кажам како новитет во мојата работа, но веќе го правев и претходно, а сега можеби поинтензивно, веќе и сум консултант за ментално здравје за компаниите, каде што одам и работам со луѓето од компаниите на различни теми од психологијата, се што значи односно им помагам на нив да бидат поефикасни да го достигнат нивниот, нели, поголем капацитет. Тоа е Бојана во неколку реченици. Добро, фала ти. Да.
Бојана, односите и врските со луѓето, ја сум многу среќен што знаеш, и у последниве години станав свесен за тоа, затоа што моите родители имаат, тоест веќе совршен однос и совршен брак. Ја буквално у живот не сум сведок на ниту една расправија или кавга и така натаму. Иако, нели, постоеле различни ставови, постоело можеби конфронтирање, така, јас имам различно мислење, различен став, али никогаш немало тензичност у односот и кога растеш со тоа ти е нормално. Али како, нели, созреваш и влегуваш во светот на односите, на адолесцентите, доаѓаат проблеми, доаѓаат особено после факултет, кај што веќе, нели, не те врзуваат односите со луѓе само затоа што си студент и имаш цел да излезеш, да си поминеш убаво и да научиш, туку веќе стануваат малку покомплицирани интересите на луѓето и полека почнав да сваќам дека, знаеш, да имаш добри односи со луѓе е прилично треба напор и енергија и личен развој и раст. И сега, да речеме, ако ги гледаме моите родители, нели, јас кажав дека можеби не сум гледал карање, но дали, како ти би му дала дефиниција на добар однос и кои се градбени елементи на еден добар однос, затоа што не се караат не значи дека имаат добар однос. Понекогаш, моите имале фантастичен однос, али сакам да кажам дека тоа што луѓето не се караат не значи дека можеби се индиферентни и не ги интересира ништо помеѓу нив и чекаат тригер за да се разделат. А од друга страна, па ако се караат, нели, има и една друга дефиниција, ако се караат, значи им е стало еден до друг, што исто не мора да значи. Каде е тука таа средина и како ти би дефинирала добар однос и градбени здрави елементи во еден однос? Без разлика дали е брачен, партнерски или е. Морам прво да кажам, многу теми допре. Многу теми допре и сега ќе се обидам да не се изгубам, вака ќе почнам од нели некаде според некој почеток. Ајде вака прво. Имав една феноменална менторка која што даде, мислам, кога зборуваше и со нас како едуканти и со незините клиенти, мислам и се уште така да се зборува, употребува многу метафори. И метафора е нешто кое што мислам дека и јас и секој кој што бил кај неа на едукација и секој незин клиент го има запамтено тоа. Дури јас подприфатив од неа да употребувам такви метафори, а една таква незина запамтив и тоа беше баш опис на однос помеѓу двајца. Вика, кога почна клиентката да го пишува односот со сопругот, тоа беше, вика, како да едете Толумба. Првиот залак одличен. Вториот залак си викаш ова е најболе нешто. Третиот залак, ова е многу убаво. Веќе четврти, пети си викаш од премногу убаво веќе ми е стужано. Знаете, од премногу убаво веќе не ми е убаво. Така исто и со односите со луѓето околу нас. Нема нешто кое што е совршено, нешто кое ќе го видиме совршено и очекуваме да е совршено, нема такво нешто. Дури конфликт не значи дека односот не е добар или не е условно кажано совршен. Сите ние си потекнуваме, си имаме некоја позадина од каде што ние доаѓаме. Семејството како нели некоја стартна и појдовна точка и нешто од кое што нели ние доаѓаме и ние го осознаваме светот и односите нели со луѓето околу нас. Нашите родители, нашите браќа, сестри, нашите баби, дедовци, па подоцна поширокото семејство, па подоцна комшиите можеме да ги ставиме тука, пријателите на нашите родители, односно како растеме, тој круг се зголемува, се зголемува, се зголемува, се зголемува. И така ние, како што го осознаваме светот, така ние ги осознаваме релациите со другите луѓе и освен што ние учиме како да го градиме тој однос со другите луѓе, ние и пасивно, не мора само активно го наблюдуваме односот помеѓу другите. Исто како што ти кажуваш, јас ги гледав моите родители, така ти си ги гледал и твоите баба и дедо, и си можеби си ги гледал комшиите, Жане и Стево од четврти, како тие комуницираат меѓу нив со викање, или можеби другите од први спрат, како се можеби не знамете, секогаш молчеливи и тивки, си викаш види ги колку се различни. Односно сите ние пасивно можеби наблюдуваме луѓе околу нас. И секако ние не по правило кажуваме,
јас, ваков ќе бидам. Јас кога ќе бидам возрасен, ќе бидам мирен како Жане или Тиво како не знам некој друг, или како мајка ми, татко ми, туку ние некада можеби несвесно, а и свесно одлучуваме каков однос сакаме да градиме со другите луѓе, но и тестираме. Сите ние, ако се навратиме наназад, може да ни текне периоди каде што сме биле можеби поимпулсивни, или можеби сме биле полути, можеби поагресивни во односот. Не зборам агресија да ние земеме и се тепаме со другите луѓе, туку нели имаме потреба да докажеме став, да докажеме дека сме во право и така натаму. Пример само кажувам, што не мора да значи дека е тоа за сите луѓе, но генерално ако се навратиме макар и 5 години наназад, ќе си фатиме за себе некои карактеристики во односот со другите луѓе дека е нешто поразлично од тоа што сме сега. Тоа значи дека ние учиме за себе, учиме и за другите луѓе и ние созреваме. И ние сме различен човек од тоа што сме биле пред 5, пред 10 години, пред 15. Но голем дел од тоа како ние учиме да се однесуваме со другите луѓе и како да го градиме односот, токму потекнува од нашите родители, од луѓето кои што биле најблиски со нас и секако од луѓето кои што понатаму во животот биднуваат блиски со нас. Има една теорија која што се вика теорија на attachment, теорија на поврзување со другите луѓе. Сега не би јас да зборувам за теории и затоа што ќе заспиеме сите. Но на кратко, таа теорија кажува дека колку што се важни луѓето, врските кои што ние ги создаваме со родителите, важно е и она кое што ние врските кои што ги создаваме со ние други значајни луѓе, односно потесното семејство, пријателите и така натаму. Подоцна во голем дел од животот пријателите се оние кои што се важни луѓе во нашиот живот, а подоцна се и партнерите. Ние не значи дека апсолутно со сите ќе научиме нешто и дека ќе се смениме и дека ќе бидеме подобар човек, но ние учиме. Ние учиме како да градиме здрав однос, Така да и од многу клиенти знам да слушнам, леле кога ќе ми текне во минатото како сум се однесувал, леле сега ми е срам. Супер, одлично, затоа што гледаш разлика. Не е тоа за срамење, тоа е за поздравување, затоа што забележуваш разлика кај себе. Така да кои се оние битни елементи во односот со другите луѓе и јас како што кажувам градењето на здрав однос со друг луѓе, не можам да кажам некое правило кое што ако се следи ќе важи за сите, затоа што може некој да каже, види Бојана кажува 5 правила, па 4 имам и пак не се чувствувам дека нешто окей правам, затоа што може се чувствувам осамен, пример. Така да сето е индивидуално, но ако можам да ставам некоја граница, некоја рамка, јас би кажала трпеливост и толеранција, што мислам дека е нешто кое што носи еден добар бенефит во малтане и во професионалните релации и во приватните релации, да ние бидеме толерантни кон другиот, да ние знаеме да го сослушаме, да ние можеме да го разбереме. Разбирање, односно да имаме можеби повеќе разбирање и емпатија кон другиот, да можеме да се ставиме во чевлите на другите, поставување на лични граници, затоа што многу пати кога личните граници бидуваат нарушени, ние знаеме да бидеме одбранбени, знаеме да бидеме лути, знаеме да бидеме агресивни, а во најголем случај да поима немаме зошто е тоа така, да речеме седнуваме на кафе, пријателката без да не праша пружа рака и си го зима, не знам, новчаникот од нашата ташна, нели, затоа што чувствува близина и смета дека тоа е окей, не е ништо страшно, а ние сметаме дека тоа е страшно безобразно и нели како тоа си го дозволува и да се чувствуваме лути и да можеби не ја бараме полоцна месец дена и да тоа можеби доведе до некое нарушување во односот, а ниту другата страна знае зашто се тоа се случило, ниту пак ние. Ако ние знаеме кои се нашите лични граници, што е она кое што нас ни е важно да ние го кажеме или поставиме во односот со другите, ни носи исто така голем плюс, затоа што и другите знаат што да очекуваат од нас и знаат нели што е она што нас ни е важно. И крајно, ама не најмалце важно, е љубовта. Знаете, многу пати кога ние ќе спомнеме љубов, веднаш се мисли на дечко, на девојка, на сопруг, на сопруга. Љубовта е околу нас. Ние баш вчера во лајвот со Нина го зборувавме тоа дека љубовта е околу нас и ние треба да ја гледаме и да ја уважуваме таа љубов. Ние ги сакаме нашите родители, ние си ги сакаме нашите комши, не знам зашто за комшиите толку се запнав денес. Ние си ги во секојдневие. Да. Ние си ги сакаме нашите соработници, ние си ги сакаме луѓето околу нас, си ги сакаме децата, си ги сакаме нашите миленичиња. Ние
се купуваме или вдомуваме милениче, ние го правиме тоа затоа што ние одбираме да не го сакаме, да го мразиме, да го игнорираме, не, туку ние одлучуваме да вдомиме затоа што го сакаме, така планираме да се грижиме за него, да му дадеме грижа, внимание. А тоа се елементите на љубовта. Така да тоа е, мислам дека не можам да кажам клуч, но можеби треба да ја видиме една таа перспектива, да кога ќе ја видиме љубовта која што ние и добиваме и ја даваме во меѓучовечките односи, мислам дека тоа дава една многу подобра и помека димензија и мислам дека луѓето стануваат поопуштени со другите. Така е, али знаеш што, за љубовта да постои, односно постои љубовта, ама за да постои толеранција, за да постои разбирање, за да постои емпатија, пред се мора да имам ја љубов. Барем ја љубовта, нивото на, ако има некоја си скала, да речеме, ја барем како го прецепирам, дека нивото на љубовта ќе биде поголемо колку ја повеќе го осознавам човекот, неговите, така речено трауми и реакции, зошто вака реагира, зошто ова му се случува, зошто овака ми зборува, зошто е натрпелив и така натаму, бидејќи за да разбереш некој, за да бидеш трпелив према некој, за да имаш емпатија, треба време, треба да го познаваш, треба да си љубопитен да го осознаваш. И тука, се јавува некое прашање за тоа што повторно и врските се некоја, односите со луѓе се трансакции. Не може да биде еднонасочно. Само од мене да доаѓа толеранција, само од мене да доаѓа емпатија, само од мене да доаѓа разбирање. И до каде човек треба, како би ја исцртал таа толеранција и разбирање, бидејќи не може да оди бесконечно. Ти може да библиски имаш љубов и да ти врзат шамар, ти да го свртиш другиот образ, ама сепак живееме у свет во кој што тоа е малку, не знам, не би рекол нереално, ама не знам колку е корисно. Не мислев јас дека звучам толку библиски, не мислев така да звучам. Идејата, ние не можеме со сите да бидеме во добар однос. Ние не можеме со сите да бидеме во љубов, со сите да се сакаме, затоа што прво немаме толков капацитет. Дури една интересен податок, дури ние како што растеме, како што зрееме, дојде еден податок дека доколку ги преброиме оние луѓе кои што нас не се блиски, кои што нас не се значени во животот, е некаде околу 25 луѓе. Зборувам семејство, потесно пошироко, луѓе со кои што зборувам, не имаме контакт редовен, наши пријатели, партнер. Тоа е околу некоја бројка околу 25 луѓе. Се што е надвор од таа бројка се смета дека не е толку добар квалитетен однос. Сега ова е некој груп пресек кој што некој го направил. Јас делумно се согласувам затоа што сметам дека како што ние созреваме, ние имаме одреден круг на луѓе со кои што ние комуницираме и градиме однос. И можеби таа взаемна љубов, почит, разбирање, толеранција се случува тука. Но можеби понатаму веќе оној момент повеќе припаѓа на она општа емоционална интелигенција, каде што емпатијата не е присутна само во мојата комуникација со мајка ми или со тетка ми или со партнерот, туку присутна и со другите луѓе. Она способност или момент кај себе да ние се ставиме во чевлите на другиот, да го разбереме, да ја прочитаме емоцијата која што се случува кај другиот, да ја разбереме, да видиме зошто некој се однесува на тој начин, не значи дека ние буквално ќе те сакам иако сега мене ме мавнеш со нешто, туку да јас разберам зашто ти се однесуваш, но тоа не значи дека јас автоматски сега по секоја цена ќе се случи љубов меѓу нас и ние, ќе се сакаме и ќе бидеме во љубов. Така да би кажала дека во голема мера играат емоционалната интелигенција и тоа не е нешто со кое што ние се раѓаме и дадено ни е. Тоа е нешто кое што се стекнува буквално во текот на животот и има одлична можност и потенцијал да се развива и подоцна во текот на животот, но постои волја. Треба да ние сакаме да нешто смениме кај нас, да стекнеме една нова вештина, би рекла, и да тоа донесе одредено подобрување. Пак ќе ги споменам, односите, раните интеракции со нашите родители се исто така една многу богата и многу битна подлога за тоа како ние ги перцепираме сите овие моменти. Да речеме, доколку ние сме гледале една комуникација дома која што е нема, да речеме, не гледаме изразување на емоции, односно имаме лимитирани емоции кои што отворено се изразуваат. Да речеме, мамо, денеска добив 5. Одлично. Нема нема браво, нема чекај да те честитам, дојди да прославиме, нема возбуда, пример. Или имаме дете кое што вика, мене денеска ични ми е добро, си искарав со сите другари, и ја имаш мајката вика,
денеска да направам граф за ручек или да сакаш да порачаме пица, односно апсолутно игнорира тоа што некој е тажен. И тука имаме многу и директни и индиректни пораки кои што родителите, да речеме, на овој начин ги праќале, не затоа што тоа намерно го правеле, туку затоа што не знаеле како. И потоа имаме возрастна личност која што исто така не може да се снајде во вакви ситуации, нели можеби е потоа потребна работа со психолог или друго стручно лице кое што ќе помогне, барем на тој сегмент од емоционалната интелигенција да порасне препознавањето на емоциите кај себе и како јас да ги извадам или пак и да обратно да ги препознавам од другите. Една емоционална интелигенција да е вештина што генерално до негде можеби ќе се стекне, до негде можеби не до негде, у најголем дел треба да се учи. Но за жал сепак добро е што се повеќе луѓе прифаќаат, сакаат да се едуцираат и ако ти видиш колку сега луѓе следат можеби содржини на овие теми, посетуваат психолог, додава онака баш светла точка, бидејќи треба. Особено ете односите кои што првично ни се достапни, тоа се на родителите, често знаат да создадат трауми и сама кој што напомена. Подоцна доаѓаат односите со пријатели, комши и оној однос кој што е најважен да го кажеме, односот кој што подоцна го креираме со партнерот. И денеска сме сведоци на љубомора е нешто што многу знае да или да го наруши односот или можеби да го одведе другиот партнер у насока друга, да можеби стане сосема друга личност со цел да да задоволи стравовите на партнерот. И со еден збор индивидуалноста на личноста се губи. И денес не ја спомнавме таа индивидуалност, али кога се работи за однос со партнер, со брачен другар и така натаму, дечко, девојка, дали е здраво да постои индивидуалноста и човек да ја развива у тек на целиот живот? И докаде е таа граница повторно да не отиде у премногу. Ова е и до негде прашање кое што и мене лично ме интересира, затоа што ја сметам, ја лично многу си ја бранам индивидуалноста и од друга страна сметам дека ако индивидуалноста ќе ми помогне јас да бидам среќен како личност, и ако сум јас среќен како личност, и средината во која што ќе бидам присутен ќе биде многу подобра. Али, пак не ми е јасно до каде е. Многу убаво го кажа ова. Многу до каде е таа граница, фала ти. Многу убаво го кажа ова. Ете вака, морам само да се вратам малку на што го кажа претходно, а тоа е дека доста луѓе посетуваат и работилници, и психолог, и советник, и терапевт, нели, се она што ние ќе се одлучиме, сега поново има и доста лайф коучеви. Имам забележано само еден феномен кој што се случува, и е тоа една, не е случајност, затоа што се случува многу често, а тоа е да луѓето очекуваат да со една посета на психолог или една посета на обука или посета на семинар или прочитана книга да очекуваат некоја вау промена што ќе се случи во животот и дека тоа е дали затоа што ја прочитале таа книга или затоа што посетиле некој семинар. И ќе бидат подобри индивидуи. И многу пати се разочаруваат затоа што не оди така лесно, ми кажуваат, Бојан, ова не е лесно, ова не се случува, не планира вака. Па да, затоа што не е така како што на едно предавање на факултет не завршуваш факултет. Да. И генерално треба да се помачиме. Јас многу пати знам на клиентите да им кажам, окей, помина првата сесија, засукај ракави, излези сега моментално надвор и со ентузијазам врати се назад. Затоа што со прва сесија не правиме ништо, ние се запознаваме. И општо и на семинарите е тоа така. Многу пати знам кога ќе одам на некои обуки кои што исто така се отворени, да речеме, за општа популација, многу пати знам да слушнам на тие кафе паузи. Леле, па јас овде уствари се што слушнав знам од прилика или пова не знам јас мене како ќе ми користи.
И оној момент на таа разочараност кај луѓето мене ме разочарува помалку, затоа што би сакала да ја видам таа друга една подготвеност и љубопитност, дознав многу нови работи, сакам ова да го променам, сакам ова да го применам, едва чекам да почнам нешто поразлично од тоа што го слушнав. Мене многу повеќе ми се допаѓа кога го слушам тој ентузијазам и таа љубопитност кај луѓето да нешто пробат ново, да нешто направат поразлично тоа кое што го правеле вчера, затоа што тоа ја прави таа разлика и во нашите животи и во нашите меѓучовечки односи. Или како што кажува Тони Робинс, не знам дали го знаеш, да. Мене ми е многу интересен како лик тој човек, многу интересен, многу харизматичен и ми е интересно како на толку едноставен начин знае многу комплексни работи да им пренесе на луѓето. Тој кажува многу е досадно да станеш од сабајле, да миеш заби, да се облечеш, да запалиш кола, да отидеш на работа, да доручкуваш, да работиш цел ден, да се вратиш дома. Многу е досадно. Вика нема забава во сето тоа. И тоа се многу мали навики кои што нас ни го прават нашиот живот. И сега ви кајде да видиме тие навики што прават. Ако ти станеш и секое утро одлучуваш да јадеш нешто што е junk food, да речеме, нешто што е лош избор на храна или понашки секој ден или секој утро јадеш бурек, да речеме, што окей според мене да го изјадеш еднаш во не знам колку време. Ама ако секој ден одбираш да јадеш бурек, ако секој ден одбираш да седиш и да не се движиш и да си пасивен, најверојатно таа твоја навика во иднина нема да ти донесе добар бенефит, односно ќе направи да можеби имаш гојазност, да имаш здравствени проблеми и така натаму. И обратно, ако јас се одлучам да речеме да не инвестирам во себе, да кога добивам фидбек од другите луѓе дека можеби нешто правам не погрешно, туку можеби треба да променам нешто, да речеме добиваме фидбек многу си импулсивен во последно време или многу се лутиш во последно време, човек не може ништо да ти каже. И ако ние тие фидбеци не ги сметаме можеби за сериозно затоа што ги слушаме X временски период и не сакаме да промениме нешто, можеби на крај таа навика да ние не бидеме отворени за конструктивен или критичен може да направи да не имаме полимитиран круг на луѓе да со тек на време се чувствуваме осамени. Или ако имаме навика да сакаме да бидеме сами да вежбаме, сами да јадеме, сами да пиеме кафе, прашање е време кога ние ќе станеме еден ден и сватиме дека ние сме сами и дека ние веќе не сме сами, туку сме осамени. Така да тие мали навики, тие мали сегменти од животот практично влијаат и на се она што се вика наша општа добросостојба, која што нели тука спаѓаат и другите луѓе. И во односите со другите луѓе не се случуваат само убави работи. Знаете, кога луѓе доаѓаат да работат на себе и на односот со другите луѓе, ние не зборуваме само за убави работи. Фала Богу, ние сме луѓе и ние носиме многу неубави работи во нас. Мислам, многу е лошо да ова вака се каже, ама види, ние сме... Нема потреба човек да ги етикетира убави или неубави, ама на крај на денот носиме... Има проблеми, као веќе као адолесцент ти секој ден решаваш проблеми, дали на работа, дали у здравје, дали у односи и тука не е ништо страшно као. Јас кажувам пример кога ние одиме на аеродром и гледаме луѓе со куфери, така. Ние поима немаме што некој носи во тој куфер, може да само што тргнал на пат и има се здиплено, се перено, се испрано, испеглано. Може некој се враќа и има се испомешано. Не се знае што е чисто, што е прљаво, дали е може нешто негово или туѓо, нешто ново купено, хаос. Така и ние кога ние запознаваме други луѓе или па и луѓето кои што ги знаеме, ние не знаеме што носат во себе. Може би имаат се подредено, се име селектирано, односно се е окей моментално. Може имаат луѓе кои што надворешно изгледаат окей, но може би внатре нивниот куфер е во цел хаос. Така ние не можеме да го знаеме тоа. Така да пак ќе кажам затоа оттаму ќе се вратам на почетокот, е потребна големо разбирање и голема толеранција. Ако некој можеби денес е нервозен спрема нас, некој наш колега да речеме, не мора да значи дека тоа е кон нас лично упатено. Некогаш можеби се случува нешто во позадина кое што влијае на неговата комуникација денес и со мене и со можеби другите колеги. Така да тоа е оно кое што сакав да го напоменам и мислам дека нешто праша пак индивидуалноста. Индивидуалноста, да. Апсолутно е важна и апсолутно ја ценам. И ако треба да одговорам на кратки прашања, што многу на Инстаграм ги добивам, знаеш кога ќе оставам простор за прашање, многу добивам такви прашања кои што позадината е токму ова, нашата индивидуалност. Дали е окей да одам сам на кафе? Да. Дали е во ред да имам посебно друштво другарки кои што не се дружат со моја дечко? Да. Дали е во ред да одам сам на одмор без девојка ми со моите другари? Да.
Дали е во ред да сакам да имам различно хоби, да не го правам тоа заедно со, не знам, сопругот, сопругата, жена ми, девојката. Да, апсолутно. Дали е во ред да, не знам, сакам да поминам време сам со себе во текот на денот и да не морам да изгледам филм, да речеме, со партнерот. Да. Се е тоа окей. Се е тоа во ред. И се е тоа во ред додека и онаа друга страна има разбирање за другата страна. Евен пример, памтам, се консултираа со мене еден пар пред повеќе години. Проблемот беше затоа што партнерот многу често се затварал и поминувал време во веца и тоа било прашање на, нели, не знам, конфликти постојано, зошто тоа го прави. Вика, јас навистина не знам дали чита весник, дали можеби гледа некои други содржини на интернет, дали можеби не со некого си пишува. Да скратам, на крај искочи дека овој човек само сака време за него. И заклучен во веце, со слушалки на уши и слуша музика, е време за него, кое што него му треба 40 на минути, половина час во текот на денот. Другата страна вика, па јас не го разбирам тоа, зашто да седи сам кога може со мене да си слуша музика. Да скратам, на крајот искочи дека и другата страна има потреба за време за себе, односно за својата индивидуалност, а тоа е кога го прави своето хоби и вика, па јас никогаш кажувам дека ќе се задржам и работам, ама всушност ништо не правам, всушност си ставам маска на лицето и си седам во канцеларија а можам да го направам тоа дома, ама не го правам, некако ми е попријатно сама да сум. Односно, сега се надевам не открив премногу и не открив детали, но беше многу интересен пример кој што прв ми доаѓа, а тоа е дека без разлика ние може да имаме и најголема љубов на свет, но не имаме потреба и да си бидеме ние самите, односно да имаме време поминато со ние самите јас. И убаво кажати, ако јас не сум среќен сам со себе и не ја градам и не се грижам за таа моја индивидуалност, тогаш јас не можам да бидам добар човек и за другите. И сега можеби не е добар пример, но Вил Смит има кажана многу интересна работа, тоа е дека не е работа на жена ми мина да ме направи среќен. Туку е тоа моја работа. Јас да се направам сам себе среќен, затоа што јас кога сум среќен ги правам и другите луѓе околу мене среќни, жената, децата, и тогаш среќата е уште поголема. Исто така и обратно. Така да кога ние знаеме што нас направи среќни, кога ние ги правиме работите што нас направат среќни, тогаш сме ние среќни и за другите луѓе. И тогаш среќата е само можеби поголема, односно енергијата е можеби подруга и поубава. Така да апсолутно гаењето на индивидуалност е нешто кое што секогаш си го чувам исто. И ја за себе, мене ми е омилен дел можеби во текот на денот, да ја справам нешто за себе и да не мора тоа да биде нешто постојано со сопругот, но исто така и е нешто кое што кога работам со парови е нешто кое што го поттикнувам доколку гледам дека го нема. А кога го нема, многу пати знае да направи проблем, затоа што прашање е време кога едната страна ќе посака да направи нешто само за себе без да биде присутна другата. И доколку тие постојано биле како две лица на една паричка, нема да биде јасно на другата страна зашто одеднаш сега има потреба. Сигурно има нешто во позадина, сигурно нешто се крие, сигурно нешто, не знам, постои можеби друга личност и така натаму, а на крајот од денот најчесто и не постои, туку е само потреба да јас бидам сам со себе или сама со себе. Така да тоа е она кое што сакав да го кажам, вака се надевам, не многу опширно. И мислам и вакво ми е драго што барем правилен став сум имал према тоа. Затоа што сум сигурен, знаеш, сум имал периоди и врски низ животот кај што нели сум ја губел индивидуалност и знам како сум се чувствувал и дека тоа на крај лошо влијало на целиот однос. Знаеш кој е проблемот најчест кој што се случува кога имаме барем еден партнер кој што има изгубено таа своја индивидуалност или како што знаа да кажат изгубив самиот себе или самата себе. А тој кога ние се приклопуваме со друштвото на едниот партнер, со конекциите, со хобито, со местата каде што се излегува и така натаму, и кога таа врска ќе заврши евентуално, да речеме, не сите завршуваат, но еве кога ќе заврши, многу пати знаат да кажат клиентите, јас сватив дека немам никој, односно сега не комуницирам со друштвото до сега што сум се дружал до вчера, затоа што сето тоа се негови луѓе или неизини луѓе. Јас веќе не одам на местата каде што сме оделе затоа што знам дека таму ќе го сретнам или ќе ја сретнам, па не сум пожален или пожална.
и така натаму, или хобито, сваќам дека не било моje хоби, не ми исполнувало, или работам работа само затоа што сум ја работела, затоа што не знам, можеби некој друг тоа го работел, и гледам дека многу им е тешко на овие индивидуи да се пронајдат повторно себе си, затоа што веќе се изгубиле X години наназад, преточувајќи се во партнерот и преклопувајќи се. Супер. Емоциите се составен дел од односиве. Така, ако некој избувнува, е емоција. Ако некој, има, како да кажам, било каква реакција поврзана со одредена емоција. И затоа спомна емоционалната интелигенција. Али, знаеш, ние сме, барем, можеби денешните генерации, луѓето кои што се родени од 2000-та навака, можеби сепак избегнале воспитување во тој еден постар систем, социализам, но ние како... Веш да се чувствува многу старо. Да, извини. Не старо. Добро. Поискусно, од два системи гледаме вакво недостатоци и позитивни страни. Али зборот ми беше дека учени сме дека не треба да покажеш емоција, ако плачеш си слаби, чи така натаму, ако сподели со друг некој како се чувствуваш или дека си тажен и така натаму, нема, си слаби, чи така натаму. Но од друга страна, колку е тоа важно споделување помеѓу не само партнери, па и со остатокот од светот, со пријатели, со другари, со можеби не знам до каде треба да оди и со соработници, и со колеги од работа, споделување како си се чувствувал или како се чувствуваш поради негова реакција, поради негов коментар, постапка и така натаму. Дали е тоа здраво, со кои луѓе е нездраво ако споделиш? Кој е твојот став? Некој е твојот став? Што вели психолог? Морам прво да направам вака, тоа што браво за прашањава, како јас да сум си ги пишувала, стварно, допираш работи кои што сакам да ги зборувам. Драго ми. Вака, ајде вака, од почеток. Емоција не е нешто, јас тоа го кажувам, затоа што многу пати знаат клиенти да дојдат и да кажат, јас не сакам веќе да се усеќам тажно. Или не сакам веќе никогаш во животот вакво разочарување да почувствувам. Или анксиозност, што е топ тема беше последниве години, никогаш не сакам веќе вака да се чувствувам, не сакам веќе ич вака да ме пита. Јас викам тогаш на погрешно место си. Не може да се исклучи една емоција. Не постои такво нешто. Не се емоциите алишта расфрлани па да ги здиплиме, да ги селектираме, да ги наредиме и така да си останат. Не. Да, или цтрл делит. Да, или не сме ние програм да се програмираме, окей, Бојана денеска се програмира, веќе не чувствува срам или не чувствува, не знам, тага и од утре си продолжува така во животот. Не сме роботи, ние сме луѓе и е сосема природно и сосема е нормално да ние си имаме емоции во нас и ние да ги чувствуваме. Сега, она кој што може да направи кучница или може да направи проблем, тоа е начинот на кој што ние можеби ги изразуваме емоциите, а тоа може да биде и проблем затоа што можеби ние не успеваме успешно да ги детектираме. Така да не знам како да ги детектирам, не знам како да ги искажам, тоа може евентуално да донесе проблем во малтене како што кажа и во сите меѓучовечки односи. Сега, јас не гледам проблем ако ние споделуваме и ние кажуваме како ние се чувствуваме. Се додека тоа не поминува една друга граница која што се вика oversharing со наши соработници, наши колеги и така натаму. Поцелден тоа да правиш. Да, но убаво е кога ние споделуваме. Еве ќе дадам примери. Пример во наша пријателска релација. Касниме или ни касни наша пријателка, ја чекаме на рекорд, сме се договориле да се чекаме во 4, доаѓа во 15 за 5. Ние губиме од нашето време или можеби сме брзале, сме презакажале друг состанок и така натаму. И наместо да ние ја пречекаме со погрдни зборови, ти си многу неодговорна, како не ти ја срам, секогаш вака правиш, или не знам, ја навредиме, сега да не бидам многу експлицитна, како што ние знаеме никогаш да изреагираме сите, тоа апсолутно нема да направи никаква промена, тогаш ние само ќе потенцираме дека ти си неодговорна, ти си никаква, ти. Но на кое што ние не го потенцираме тука однесувањето и како ние се чувствуваме поради тоа однесување, затоа што тоа може да направи промена и тоа може да направи разлика. Пример,
се чувствувам многу нервозно или се чувствувам многу луто, затоа што ти не го почитуваш моето време. Па затоа те замолувам да нареден пат ми известиш барем 15 минути дека јас треба да те чекам, па можеби за тоа време ќе завршам друга работа или можеби ќе седнам некаде на кафе и нема да те чекам овде. Итн, многу други опции. Или пак, да речеме денеска, одиме на работа и при тоа сме имале приватни проблеми дома. Сосема е нормално да ние донесеме некогаш проблем од дома на работа. Па и обратно. Не може да се стави јасна граница и да ние кажеме ставам клуч на врата и веќе не размислувам. Сите размислуваме и оние кои што тоа го успеваат да го направат 100% секогаш успешно, би им се поклонила, би им кажала секоја чест и кажете ми формула. Најчесто носиме работи дома и носиме работи на работа. И пример, доаѓаме нервозни или доаѓаме, не знам, тажни. И гледаме дека нешто се случува, така, и гледаме дека денот нема да тргне баш како што ние сме замислувале. И можеме да кажеме на колегата со кој што ние да речеме работиме, ќе се извиниш, денеска се чувствувам доста вознемирано или можеби се чувствувам доста тажно, може нема да имам добар фокус денеска на состанокот, ќе те замолам, може ли ти да го водиш? Пример. Не мора ние да кажеме се случи тоа и тоа, ајде стави кафе, дојди на пауза да ти раскажам, туку може да замолиме што нас ќе ни помогне. Тоа што ние никогаш можеме да кажеме на колега, денеска сум многу нервозна. Поима не знае колегата што да направи со тоа што ние се чувствуваме нервозни, може само да не одбегнува затоа што нема да сака нели да нагази на таа мина. Но можеме да кажеме што ни е потребно. Денеска сум нервозна, немам фокус, или денеска сум нервозна, би сакала да можам да излезам порано од работа, ќе може ли да ме покриеш денеска барем час и половина, ќе ти вратам. Не знам, има различни опции, сега можеби само кажувам, но не по секоја цена ние мора секогаш да изнесеме се од нас, нели, што ни лежи на душа, никогаш убаво е да ние кажеме само што очекуваме од другите луѓе во однос на тоа што ние го чувствуваме. Па така другата страна знае како ние се чувствуваме и знае што се очекува од нас. Во првиот случај да дојде на време или да најави колку време ќе доцни, или во овој случај, окей, се чувствува тажна колешката, ајде јас ќе го водам состанокот денеска затоа што можеби фокусот не е толку добар како што бил и претходно. Така, многу едноставно. Да, само да научиш да си ги препознаваш емоциите. Да, да сега. знаеш како се чувствуваш. Тоа е идеалното, нели? Но се случува да некогаш поради икс причини, како што кажа ти, растеме на едно поднебје каде што, нели, на машките деца најчесто им се кажува машко си, никако да плачеш. Како тоа машко да плаче? Што? Тажен? Никако тажен да си. Да. Ти си јак, ти си јунак на И тато. мора да собираш у себе Да. и кога ќе ти се прелие чашата да Да. избиеш и затоа има многу нетрпение. Или да, или ако се има многу лутиш, нетрпение. оди удри на маса, удри во човек, тоа го слушам. Баш денеска имав контакт со една личност која што кажуваше како кога ќе ескалира ситуацијата со децата дома, дека каков разговор, додека газот не зажежи, нема разбирање, децата така учат, не, децата не учат така. Децата учат на поинаков начин. Или обратно, ако имаме ситуација на една девојчица која што кога е лута, да речеме, отворено си покажува лутина и замислете има родител кој што вика, како бе така? Како за едно девојче? Никако, ќе си кјутиш. Ти ќе се кјутиш. Девојче треба да си биде дама, треба да си кјути, никако така да биде гласна, никако нервозна. И тогаш, во првава ситуација, најчесто имаме маж кој што не знае што да прави со тага, да речеме, кога треба да ја искаже, па многу пати знае тоа да биде приказна, поврзана подоцна во животот со панични напади, со анксиозност или со вознемиреност која што не знае како да ја реши, затоа што не знае да препознае емоција, па да можеби се сврти и кон злоупотреба на некоја супстанца, а од друга страна, ова се можеби многу црни сценарија, но се реални, и имаме од друга страна девојчица која што завршува со можеби некоја убава приказна со психосоматика, затоа што таа лутина мора некаде да отиде. И потоа се чудиме како на 20 години таман запиша, заврши факултет, еве пример, сега тропам, чирја фати. Од каде толку нервоза младо девојче? Од каде? Така да, не е се толку црно и бело во психологијата и не е се толку црно и бело во нашите животи. Има многу димензии, многу фактори кои влијаат на тоа како ние се однесуваме денес и што ние правиме. Бојана, кога ќе се набилда тензија помеѓу две страни, независно, пак партнери така натаму и се пошто еве зборуваме и за емоции.
Знаеш, некојаш не си толку разумен и рационален да речеш окей, чекај да ти кажам како се чувствувам. Знаеш, некојаш едноставно е посилно од било кој разум, али што е правиот потек кога е набилдана тензија во одреден однос? Ајде вака. Па ќе кажам, некој да дојде да ми каже, јас секогаш во секоја конфликтна ситуација сум смирен, успевам да размислам, упатам јасна порака. Не сум сретнала таков човек и мене ми се случува да јас бидам нервозна и кажам некои работи можеби кои што кога ќе размислам и кога ќе се смирам после ден, два или неколку часа си кажам, ма не личеше на мене, па зашто вака кажав, па зашто вака, па зошто вака направив, па дај да видам како можеше поинаку. И тоа е разликата. Ние сме луѓе и ние не можеме да бидеме безгрешни. Не е тоа линеарност и ние сега сме научиле нешто и ќе го тераме до крајот на животот. Сосем е окей да ние некогаш реагираме според емотивната ситуација и крај краева, па ќе кажам, секогаш има во позадина нешто што се случува што довело да ние се однесуваме на некој начин. Па некогаш можеме да и си скараме така. И да си кажеме, пова, не личи на мене, не сум човек кој што се кара како, нели, како тетки пред чешма, ама што направив сега, па јавно плюс некогаш, еве, може да кажувам некоја измислена ситуација. Но од друга страна, што во такви ситуации? Да си прифатиме дека, окей, се случило тоа, ама ајде да видиме како можеше поинаку да биде, што можев поинаку да направам. И кога ќе си кажеме што можев поинаку да направам, ако си кажеме, па ништо, така му требаше, тогаш ќе треба да си кажеме, окей, ајде за неколку дена па ќе се прашам, затоа што уште таа емоција вознемиреност или која и да е си стои. Кога ќе си размислиме за некоја ситуација, што можев поинаку да направам, да можеби не се извикав, да не тропнев толку на маса, да не скршев нешто или да, не знам, не навредев некого толку многу. Кога ние ќе си ги дадеме одговорите, што можев поинаку да направам, тогаш оној, не можам да кажам вистинскиот начин, ама тогаш сме на една скалила плюс кон нашиот личен раст и развој, затоа што ние учиме како да едно непосакувано однесување го направиме окей за нас, за да ние се чувствуваме можеби подобро и да можеби не бидеме толку конфликтни и да во наредна конфликтна ситуација не изреагираме на тој начин. Па ќе кажам, сето тоа нас не прави луѓе. Не можеме ние да бидеме секогаш смирени, да бидеме тивки, да имаме секогаш. Такво нешто не постои. Сосема окей да ние некогаш имаме и да сме нервозни, и да ни се плаче, и да се извикаме, и да можеби сме анксиозни во некоја ситуација, затоа што тоа нас направи човек. И е сосема окей. Но, кога ќе се случи една таква ситуација, ако ние не се прашаме што ме доведе до ова, а што можам поразлично да направам, како во иднина да не се доведам пак во една ваква ситуација, тоа ја прави разликата. Така, наједноставно кажано. Да, и добро е да остане едноставно. Што ќе треба втор подкаст да снимаме. Ќе снимаме секако. Бојана, токсична атмосфера е докажано дека, нели, што кажа, може подоцна да доведе и до нарушување на здравје кое што ќе се афектира во различни форми и да стане хронично нарушување на здравје. Од друга страна, знаеш, можеби живење во токсична атмосфера, можеби помеѓу родители, живење во токсична атмосфера на работа или во брачен однос или партнерство и така натаму, може понекогаш да создаде кај луѓе од кои ќе прекинат таков однос да имаат етикета на тоа дека нема, сите се, не знам, сите мажи се исти, сите жени се исти, сите овакви луѓе што имаат оваа титула или професија се исти и да те оттргне од, можеби, да пробуваш да создадеш нов однос со нели, со маж, со жена, или да бидеш предпазлив и да влезеш во игра, нели, да едноставно да не се препуштиш во одреден однос. И дали изолирањето од такви ситуации навидум, нели, да се заштитам себе си, може да те однесе подоцна во животот во осаменост? Да. Ова кој што ти го опиша, има еден термин во психологијата кој што се вика искривување на
Едноставно многу мразам кога треба да употребувам термини, ајде да кажеме дека сето тоа кое што ти го опиша се вика искривување на реалноста и кога ние генерализираме, кога ги ставаме сите во исти кош. И тоа се случува, и кај сите се случува. Сите сме биле во некоја ситуација, да кажеме, сите се исти, сите се лоши, сите се добри, дури позитивно, нели, кога ќе ни каже некој, не знам, еве пример, Мексико, сите мексиканци се многу весели луѓе. Да. Како да не, можеме да одиме во Мексико, да стапнеме и да најдеме веднаш 5 нервозни дента мексиканци, да бидеме ау што бидна. Или можеме да кажеме, нели, сите, не знам сега, можеби кажувам и предрасуди, стереотипи кои што постојат, ама сето тоа нас не става во исти кош до некаде, сите си имаме некои размислувања каде што правиме нешто. Но, како што ти кажа, кога нештото почнува да прави пречка, и тоа постои долг период во нашиот живот, да речеме, сите жени се исти. Може да постојат многу причини зашто некој го има тој став, тоа размислување, сите жени се исти. Тоа може да доведе до многу ситуации, може да доведе до осамување, може да доведе до ситуација до промискуитетно однесување, затоа што не сакам да се врзам, но сепак сакам да бидам можеби интимен, можеби присутен, и може да донесе до едно друго однесување каде што оваа личност ќе влегува од една во друга релација, кратка, бурна ќе трае и секој пат ќе си то кажува дека сите се исти. Може да доведе до ситуација да ги одбегнува жените, може да доведе во ситуација да работи во женска средина, во женско опкружување, затоа што ќе го има женското присуство, женското внимание, но секој ден ќе си докажува дека сите жени се исти и нема да влегува во релација, или пак можеби ќе влезе во партнерска релација и секој ден ќе биде можеби насилен или сомничав со жените, во зависност од тоа, нели, како, во која смисла се сите жени исти. Да. И секако тоа ќе донесе некаков проблем. И кога ќе донесе некаков проблем, ќе го донесе кај нас. Така да, секогаш кога ние одиме во таа насока, сите нешто прават или сите се исти или се нешто најчесто прави некаков проблем или некое закочување и тоа порано или подоцна знае да ја донесе индивидуата во некој контекст или директен, да речеме ќе дојде и ќе закаже сесија или некогаш од работа знаат да го пратат или да ја пратат таа индивидуа, затоа што можеби во средината се случува нешто во работната атмосфера или пак можеби таа индивидуа спонтано одлучува да појде на некој семинар затоа што ете темата случајно ќе ја заинтересира, односно ќе сака да види што е она што може да го промени кај себе. Да. Така да. Пошто спомнавме, начнав за осаменост контекст на ова прашање и у пандемијава мислам дека доста исплива на површина, односно многу луѓе ја осетија таа осаменост. Што поради, нели, локдауни, што поради тоа што, знаеш, некако ја тоа што го забележав кај себе, знаеш, кога престануваш некако да, најпросто да 2 години немаш излезено во град, као после 2 години ако сакаш нов обид да направиш за да излезеш во град, ти чекај сега, па кај да идам, па знаеш, имаш многу прашања и едва и чекаш да најдеш одговор зошто вечерва не е баш вечерта за која што треба да излезеш и да заглавиш. У диско, например. Али од друга страна многу луѓе заглавија со тоа дека или не ги продолжија односите со можеби пријатели затоа што се изолираа, се правеа онлайн и остануваа дома сами. И осаменоста дефинитивно најверојатно ќе води и до депресија. Што е веќе пострашно и тука, знаеш, прашањето ми е, ајде, од една страна помладите луѓе имаат опција да се вратат во игра, нели, да се вратат во релации со пријатели, со другари, да обноват врски, кои што веќе постојат и тие луѓе се живи. Но што се случува кај повозрасни лица, кои што знаеш, не дај Боже, нели, партнер е починал, пријатели, другари кој болен, кој починал, кој, знаеш, остануваат осамени. Како они можеби да си помогнат да не завлезат у потешки форми на депресија? Допираш една тема која што е многу
голема и не е толку едноставна. Знам. Ајде вака, пандемијата не направи осамени. Туку пандемијата можеби само се случи и ни отвори очи дека можеби не градиме квалитетни врски со другите луѓе околу нас. Сето она кое што ние го градиме, или како што знаеш една клиентка да каже, сето она кое што јас сум го градела виртуелно, сватив дека не е реално. И дека јас сум сепак дома, и јас сум сама, и јас сум во град каде што немам никого, и јас сум многу осамена во моментов и сум сама уплашена и анксиозна. Така да, и тоа не е секогаш правило. Од друга страна имаме многу луѓе кои што се обкружени постојано со многу луѓе, но се чувствуваат сами, односно немаат квалитетни врски изградено со другите луѓе, осаменоста иако и повторно е присутна. Не секогаш осаменоста може да доведе до депресија, но е убав пат и убав знак кој што може да доведе до депресија, до анксиозност, до панични напади. И малтene ова беа теми, топ 4 теми со кои што најмногу работев пред да заминам на породилно и за време на пандемијата. Сега вака, што е она што нели ние можеме да го направиме? Така да кога станува збор за осаменоста, можеме само не може да се даде една насока и таа да важи за малтене сите осамени луѓе, затоа што пак ќе кажам, и осаменоста си има своја позадина, зашто се случило. Дали е тоа затоа што се случиле X фактори, па оваа личност ги губи сите квалитетни релации кои што ги има во животот. Или пак имало подолг временски период кој што довел до сето тоа, или имало некоја посебна причина, или можеби е преселба на ново место на живење, каде што оваа личност се чувствува осамена и се случила, да речеме, еве пример ќе кажам, пандемија. Затоа што имаше многу такви луѓе. Работев со доста македонци кои што се малтене насекаде во светов, им се случува пандемија и се заглавени. Локдаун, немам каде. Тука сум, нема кој да ми донесе дури ниту да јадам, морам да порачувам постојано и беше навистина тешко и предизвикувачко за нив. Од друга страна имаме луѓе кои што сплет околности доведуваат, можеби ниска емоционална интелигенција, во текот на животот не изградиле квалитетни релации со луѓето и можеби луѓето се присутни, ама јас не ја чувствувам таа вистинска конекција и дека можам, нели, народски кажано да се отворам со некого и да се чувствувам близок, и тоа доведува да ја се чувствувам осамен, затоа што не можам да зборувам за теми кои што мене ме интересираат. Семени тајни, животни тајни многу пати доведуваат да личноста се чувствува осамено, да речеме, нешто што е многу распространето, тоа е тема болест, односно се случува болест, дали е тоа хронична, наследна и не се споделува, тоа може да доведе до отуѓување и чувство на осаменост. Сексуална ориентација исто така може да доведе до една ситуација да една личност се чувствува осаменост, иако има, да речеме, многу пријатели и семејство, но доколку оваа личност не чувствува слобода дека може да сподели и дека нема да најде на разбирање и поддршка, може да направи да оваа личност нема со кого да разговара и нема како да споделува и се чувствува осамено, затоа што не дека нема со кого да разговара и да се гледа, туку нема со кого да разговара за она кое што на него му е важно. Така да, пак ќе кажам, нема рецепта, би сакала да имаше, ама нема рецепта, туку сето тоа е индивидуална приказна како јас да излезам од овој круг на осаменост. Јас затоа кажувам, ако веќе се препознаваме дека се чувствувам сами помеѓу мноштво на луѓе околу мене, или пак ги забележувам и дека ги немам луѓето околу мене, како се препознава? Осаменост е баш тоа. Седам со многу луѓе на маса и имам семеен ручек, но јас сваќам дека не знам што се случува кај овие луѓе приватно, не знам што овој човек од лева страна го мачи, што оваа жена од другава страна ја загрижува во моментот. Слушам дека, можеби, не знам, мојата баба дознавам после 6 месеци дека правела операција и затоа не се јавила 3 месеци. Слушам дека или чувствувам дека она кое што мене ми се случува, ниту еден од овие луѓе не го знаат и немам потреба да споделам или пак не гледам поента да споделам, затоа што сметам дека нема да ме разберат. Само еден сегмент вака давам и како ние некогаш и помеѓу најблиските можеме да се чувствуваме осамени. Тогаш убаво е да се види
зошто тоа се случува, зашто јас ја имам таа кочница да не споделувам, што довело до тоа можеби отуѓување од семејството, да јас можеби не знам што се случува во нивниот живот, иако јас можеби живеам со нив, и обратно, да јас се фатам себе си дека немам со кого да излезам, немам со кого да отидам на кафе, немам со кого да поразговарам, немам со кого да излезам до театар, на кино. Сум работела со клиенти кои што се нашле во вакви ситуации, да буквално немаат личност со кого да излезат и да тоа некогаш треба да биде личност која што е од семејството, братучет или можеби не знам тетка, војко и така натаму, затоа што навистина оваа личност нема и не знае како да изгради релација која што ќе трае подолго и ќе доведе до такво едно дружење во такви контексти. Во такви ситуации се препорачува и работа со стручно лице, затоа што некогаш е потребно да се види која е позадината. Нема златно правило, како нели. Сега не сакам да звучам лошо, но не е ова здраво теја модерна, имам проблем, кажете ми како да го решам и еве ви 5 чекори како да го решите. Не постои такво нешто, затоа што има многу подлабока позадина. Да, најчесто. Не најчесто, секогаш. Запиши се на вежбање, најди пријатели, иди на курси, Еве една паралела, како тебе кога ќе ти кажат сакам да ослабам. Што треба, две работи што треба да ги направам за да ослабам. Не можеш да знаеш дали ова личност има можеби хронична болест, дали како ова личност се храни, како ова личност се движи, дали воопшто се движи, дали претходно имало обиди, какви се навиките секојдневни, во какво опкружување расте, дали има реални можности, какви финансии има, колку време има да посвети, односно има многу прашања кои што ти најчесто верувам ќе ги поставиш пред да речеш, окей, еве сега ќе ти одговорам што можеш да направиш. Да. Така да исто е, најчесто се зависи од многу повеќе фактори кои што се случуваат во животот на една индивидуа. Супер. Бојана, баш мислам темава тоест не темава, секое прашање што го дискутиравме, односно го образложуваше, може за себе да биде подкаст и епизода и дури и поише епизоди серијал, но немаме толку време и повеќе, али јас сум сигурен дека ова ќе биде поттик, затоа што ние само ја зачешкавме површината, али ќе биде поттик сигурно за луѓе да почнат да си ги поставуваат прашањава и да можеби побараат помош, затоа што повторно не си слабич ако побараш помош од психолог, не треба да бидеш, не знам, со каков проблем за да побараш психолог. Психолог може да помогне за личен развој, за да развиеш емоционална интелигенција, да тргнеш од некаде, да ти даде насоки, така да фала ти што ја прифати поканата уште еднаш и што си направивме добар разговор и што сподели твои идеи и насоки. Ти благодарам исто за поканата. Се надевам дека не должев многу и не бев многу долга. Се обидов така да малку во некоја форма, барем суштината ја принесам за сето она кое што ти ме праша денес. И да, не сме страшни. Многу пати не доживуваат луѓето како страшни, дека треба да пресудиме, дека нешто треба вау да направиме. Но најчесто приказната е сосема различна. Завршува сесијата и викат, пова не беше страшно, пова е супер, кога пак? Тоа е затоа што тоа е она практично чувство кога ние сакаме да направиме нешто добро за себе и чувството не може да биде лошо. Така кога ние одиме да направиме нешто добро за себе, се чувствуваме убаво. И од друга страна, ако сакаме било каква промена да направиме во било што до ова што денеска го разговаравме, доволно е да почнеме не со посета на психолог, можеме и самите прво што ќе се прашаме што можам да направам поразлично. Што направив претходно, што можам да направам поразлично. Таа разлика, што е поразличното, ќе направи разликата утре, задутре, наредниот ден, за 10 дена, за неколку недели ќе направи разлика, најверојатно во некој сегмент од нашиот живот и тука е практично оној стартната точка како ние да се подобриме себе си, а со тоа и односите со другите луѓе околу нас. Thank you very much. Thank you very much.